се вклучуваме повторно во нашето студио на утренски брифинг, а утринава со нас е госпожата Вилма Русковска, шефицата на Обвинителството за организиран криминал, првиот човек практично во борбата против организиран криминал во Македонија. Госпожо Русковска, добро утро. Добро утро на вас и на вашите гледачи. Благодарам. Повторно сте во врвот на интересот и сега таква ви е работата и затоа гледам дека и вчера имавте едно подолго интервју со колегите од 360 степени, а благодарам што прифатите утринава. Се разбира, темата е бегството на Мијалков. Прво да ве прашам, има ли нешто ново што се случило можеби во последниве 10 на 15 часа да не знаеме? Бидејќи сепак претпоставам дека не се заклучуваат канцелариите кога ќе зајде сонцето. Не, нема ништо ново. Последното што ми е познато од разговорите со полиција синоќа дека вршат распит на луѓето околу Мијалков, односно неговото обезбедување, членовите на семејството, дека се одземени телефони и ова персонални компјутери, дека ќе бидат дадени на вештачење. Сега, морам да ве прашам, кој е формалниот статус на целата работа? Некој од нашите соговорници утринава сугерираше дека конечно можно е господинот Мијалков да се појави во петок, кога е закажано рочиштето за изрекување пресуди во тврдина Таргет, во тој судски процес и да се испостави дека тој можеби не пребегал на страна сега, нели, јас ви ја кажувам апсурдната, можеби крајна некаква варијанта, но кој е неговиот формален статус во моментов? Може ли тој да се повика да каже, видите, нити сум примил решение за притвор, нити знам што се случува, без исклучен од мрежите, тоа што е моја обврска се јавам, еве денеска доаѓам на судењето. Може? Да. Правно како стои во таа смисла работата? Не би тоа да биде една нов шок и една нова, да кажем, пресвртница во целото тоа? Да, ќе биде нов шок во секој случај, ама во позитивна смисла, не како во шок што го доживеавме во неделата, нели? Така, сите. Не само јас како обвинител, него сите ние како граѓани на оваа држава. Бидејќи ве прашувам, тој се уште нема обврска да биде дома кога го бара полицијата? Да, нема. Мислам, точно така. Правно погледнато, може би човекот отиде негде на некоја планина, иако добивам извештаи дека го виделе на граница како поминува и така натаму. Секам да ве прашам, бидејќи се работи... Не, на граница не може да помине. Зошто? Затоа што му се одземена му е патната исправа. Точно тоа сакам да ве прашам. Имате ли сознание за некога можност да има и други пасоши? Бидејќи се говори за хрватски и за чешки пасош. Директно ве прашувам. Имате ли вие сознание за тоа? Не сум до толку информирана, затоа што сите предмети што се против него се од поранешното СЈО. Добро. Така да, за оваа патна исправа на Република Северна Македонија знам. А дали има други патни исправи, тоа ќе треба да се прашат колегите од поранешното СЈО. Кој е повеќе? Јас знам дека кога беше притворен, а потоа пуштен во куќен притвор, на пример Јордан Камчев, него му беа одземени две патни исправи. Македонска и бугарска. Е сега, дали Сашо Мијалков има уште некоја патна исправа, стварно не ми е познато. Технички погледнато, може ли он да излезе да речеме, со американски, со хрватски, со бугарски пасош, да се појави на граница, да не го извади македонскиот кој што му е одземен и да помине легално границата? Бидејќи по него нема потерница, бидејќи тој не се наоѓа во никаква форма на притвор. Не, ама е во фаза на судење, каде што му е одземена патната исправа и он не би смееле на наша граница. Што се појавува на полицајците кога ќе внесат... Мислам, не говорам на ниво дали некој ќе го препознае. Се разбира дека ќе го препознаат и името не му е да не може да се препознае. Но формално правно човекот доаѓа, вади друг пасош и поминува. Не, ни формално правно не би смеле да го пропуштат да излезе. Добро. На легален. Сакам да ги рачистим овие прашања, бидејќи се отвараат низа дилеми за кои јавноста всушност во забуна. Значи, ако ја напуштил границата, тоа го направи илегално. Тоа е поентата. Да. Вие немате се уште сознание дека ја напуштил Македонија? Не. Бидејќи од она што го читам како редослед на настаните, или треба
ова се разбира доколку се работи за бегство е промислено, организирано, направено претходно. Претпоставам дека не е импулсивна реакција на господинот Мијалков, сега не може човек ништо да исклучи, да седнал и заминал. Претпоставам дека е организирано. Па, кога ги читам редоследот на станите, се работи за неколку часа во кое можело да настане тоа бегство. Затоа и прашувам дали мислите дека можеби и ја нема напуштено Македонија? Видете, не можам да мислам дали има напуштено или ја нема напуштено државата. Според информациите што ги имам од полиција, последен пат визуелно е виден негде после 15 часот како со сопругата влегува во Мериот. Да. Не го виделе како напушта, не знаете тоа, немате. Они виделе возилото прво на жена му како напушта, а потоа возилото на неговото обезбедување и неговото возило. Но како биле се затемнети стаклата, не можеле да видат дали е тој всушност внатре во возилото. Госпожо Русковска, од ова што го гледам, добро, сега влегуваме помалку во една што викат американците blame game. Значи сега кој ќе го обвини кого, вие гледам дека ја евентуалната вина ја оттргнувате од обвинителството, велите од органите за истрага и така натаму. Но пред да поминам на тие прашања кои се важни, морам да ве прашам. Се работи за некаков процеп кој што очигледно постои во правната процедура, низ кој што се провлекуваат дури под наводници кажеме легално овие кои што не исчезнуваат. Имено вие не издавате решение за притвор или тие процедури траат, а полицијата не може да спроведе квалификувани законски следења доколку нема такви мерки. Па потоа доаѓаме во една небулозна ситуација, полицијата да се правда дека не може да им ги крши граѓанските права, значи да ги прислушкува, да ги следи и така натаму без ова. Како ја објаснувате оваа ситуација, бидејќи не е прв пат низ такви процепи да се провлекуваат осомничени луѓе кои што се во процес за тешки кривични дела судени? Прво, апсолутно не се сложувам со тоа што на почеток кажавте дека обвинителството ја турнува виното од себе. Добро, мислам за тоа после да поразговараме, ама повелете. Обвинителството апсолутно нема вина. Апсолутно нема вина. Да, затоа што ние немавме никакви сознанија, нити од полиција, нити од некој од службите одговорни за безбедност и контраразузнавање на државата, дека се спрема бегство на Мијалков. Првата информација ја доби обвинителството и веднаш ја сподели. Да, но се извинувам, морам да ве прекинам. Тие работи не ги правите вие само врз основа на информации. Веројатно ги правите и врз основа на проценки. Како и некој би го држале, чекайте, дозволете, како и некој би го држале еден Боки 13, не знам колку месеци во притвор, кој спореден со Мијалков представува никаква закана за Македонија, а Мијалков, затоа што сте немали информации, не сте барале притвор за него. Мислам, разбирате, доаѓа до една, кога велите дека обвинителството нема никаква вина, веројатно и овие прашања се отворени. Јас колегите што го постапуваат по предметот Таргет Ордина, за кои сега чекаме објавување на пресуда, ги прашав дали по овој предмет е почнат негде, мислам, јуни 2017 година. Да, повеќе години, така е. Да, и ги прашав дали бил побаран притвор за Мијалков за овој предмет и дали бил во притвор. Тие ми одговорија дека да, беше во притвор недела дена. Од кои причини е тоа? Јас стварно не знам. Тогаш кога бил? Кога бил. И зошто бил толку малку време? Стварно не знам. Јас можам да кажам за предметите кои ги водам јас или ги водат обвинителите во обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција. Зошто не сте побарале притвор за Мијалков многу пред дури и самата пресуда да биде известна во овој случај? Па и за другите случаи, така натаму човекот го судат во повеќе случаи кои вие ги водите како обвинителство. Мене колегите кои постапуваат по предметот пред да започнат завршните зборови и на обвинителството и на одбраната,
ме праша дали да побараат притвор. После толку години од поднесените обвиненија против него, јас се консултирав и со јавниот обвинител на Република Северна Македонија, господин Антиовецки. Тој се јавува на мерки, ги почитува мерките кои му беа определени од судот. На секој рочиште се појавувал, не отсуствувал ниту еднаш. Ние во тој момент немавме од службите никаква информација за негово евентуално бегство. Ние немавме законска основа да побараме притвор. Затоа што од една страна ги почитува сите мерки, од друга страна, кога пред завршни зборови би побарале притвор, тоа значи ја преюдицираме пресудата. Замисли, побараме ние притвор, а судот донесе ослободителна пресуда. Ја читав таа логика со која објаснувате. Не, ама не е логика. Да, тоа е закон. Видите, тоа значи дека и за некој што е убиец, истото важи. Зашто би побарале за некој што е убиец притвор, кога судот на крај може и да го ослободи? Видете, притвор во секој случај се бара или во текот на истрагата, или со поднесување на обвинение. А и вие кажете ми, во фаза на завршни зборови, без да имаме сознанија, било какви, кога е побаран притвор? Господи Русковска, може би не е побаран, но знаете како е во овој вид на случај, тој што сака тоа да го направи, има една шанса кога треба да го направи тоа. Тој може, од и полицијата ќе ги даде може би истите образложенија. Редовно се јавуваше на суд, секогаш беше тука 3-4 години на судат, никаков проблем не сме имале, немавме никакви назнаци кога подготвува бегство и така натаму и така натаму. Значи, се работи не само за проценка на однесувањето, предпоставам на тој кој што е предмет на сега на овој вид на разговори, туку се работи за проценка на можното однесување кое не кореспондира со тоа што е тој редовен, се јавува и така натаму. Затоа велам дека не сум сигурен дали сосема можете да се ослободите од некаква, ја не знам дали тоа вина, но секако е одговорност во случајот на тоа да и овој обвинет ја напушти. Да имаше сознанија, да добиеше сознание обвинителството, дека тој се спрема за бегство пред започнување на завршните зборови, бидете сигурни дека обвинителството ќе побараше. Што ако такви сознанија навистина и не постоеле? Молам? Што ако такви сознанија навистина и не постоеле? Па од страна на службите и не постојани и во Па сакам да кажам, може би службите и навистина немале сознанија дека се подготвува бегство. А ние што да правиме? Испостави... А ние што да правиме? Па вие ќе дувате на јогурт, што се вика, ќе си го притворите за да ја дочека пресудата. Треба како може да го притвориме? Така како што десетици други ги притварате, лежат по затвори, ви кажувам, значи многу има разлика. Барање притвор во фаза на истрага или со поднесување на обвинителен акт. Кажете ми еден пример кај што за некого е побаран притвор пред завршни зборови, ако немаш никакви сознанија за евентуално негово бегство. Разбирам, госпожо Русковска, но нема ваков втор пример за кој може да разговараме, бидејќи претходниот пример беше Груевски. Да кажем, со таква политички општествено значење. Сосема е различно. Груевски побегна по објавување на пресудата. Тука веќе може да се разговара за вина на обвинителството, затоа што со објавување на пресудата не побарале притвор. Тогаш во тој случај сметам дека има вина на страна на обвинителството. И затоа велам дека се многу различни случаите. Добро. Кој ќе води истрагата за ако се испостави дека е бегството, дури ни тоа сега формално правно не го знаеме во овој момент, но вие ли ќе покренете истрага за тоа? Кој ќе води таа истрага околу целиот случај? Па јас мислам дека тоа кривично дело не е во надлежност на обвинителството за гонење организиран криминал. Зато ве прашувам, бидејќи може да се испостави дека е организиран криминал во прашање на ако се работи за организиран криминал, нема дискусија дека во кој момент тоа ќе се утврди? Затоа прашувам кој ќе ја води истрагата. Кој одлучува за тоа? Господинот главен републички јавен агент? Не. Во законот се таксативно наброени кривичните дела по кои постапува обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, односно оделението во судот,
за гонење организиран криминал и корупција, а за кои кривични дела постапуваат подрачните основни обвинителства. Бидејќи доаѓаме сега до разни недоразбирања во целата ситуација. Полицијата дури не може да покрене меѓународна потерница, бидејќи заради правните околности човекот немал ни куќен притвор досудено и така натаму. Затоа прашувам сега во кој момент всушност, дали откако ќе се донесе пресудата, ако е таа осудителна, ќе станува истрага затоа што е тој недостапен? Дали до петок воопшто може да се покрене некаква истрага од страна на обвинителството за целиот случај? Видете, многу е рано да зборуваме за истрага. Сега сме во фаза на предистрага. Се собираат докази, се распитуваат во полиција, ако треба и во обвинителство, одредени луѓе што можат да Која дадат... води таа постапка? Под ваши насоки работи полицијата или под чии обвинителски насоки? Па јас мислам дека во моментот е по насоки на основното јавно обвинителство Скопје. Добро, дали вие сте повикани на разговор, бидејќи вие сте дел од таа цела сега една постапка? Се уште не сум повикана. А можете да бидете повикани и вие и другите обвинители на разговор? Ќе одлучат надлежните обвинители. Кога мислите дека ќе стапи, се ве прашувам бидејќи јас правото не го знам толку добро, се разбира колку што вие. Кога ќе стапи формалната околност кога ќе може од предистражна во истражна постапка да влезе? Па кога ќе се добијат основани сомненија дека некој сторил кривично дело. Што со евентуалното непојавување на изрекувањето на пресудата во петок, предпоставам ќе се создадат такви околности. Не. Видете, треба да се соберат докази, да се обезбедат докази, се обезбедат изјави, па тогаш обвинителот да одлучи дали веќе има основна сомнение дека е сторено кривично дело и против кого ќе отвори истрага. Госпожо Русковска, ве се вика, ве цензурирам на овие прашања, ве терам на ситници, на детали, бидејќи гледате во каква ситуација се наоѓаме. Сега целиот притисок, па ако смеам да забележам и вие малку натаму го префрлгате, врз политиката. Сега е Заев исторен, Оливер Спасовски, веројатно со полно право, бара јавноста одговори. Од друга страна, нивната можност за мешање во формалните аспекти на целата правна постапка е крајно ограничена. И сега, од една страна говориме за еден недокрај јасен процедурален тек на настаните, до таму да додека јас и вие разговараме, ние не знаеме кој е правниот статус на господинот Мијалков во смисла на кршењето на неговата законска позиција во овој момент, дали крши закон, не крши или ќе треба да чекаме до петок. А од друга страна, овдека расте една голема, да кажам, со право една нервоза во јавноста која бара политички одговори на ова. Сте имале контакт со господинот Заев на оваа тема во последните 24 часа? Не. Би прифатиле таков контакт, мислам, затоа што со... дури и тоа е сега деликатно. Немам контакт ни со министерот Спасовски. Министерот Спасовски требаше да биде гостин во студио. Добив информација дека ќе има денеска пресконференција, па до пресконференцијата веројатно нема да настапуваат и да даваат други изјави. Ја разбирате ли ова, бидејќи гајте да бидете обвинител, шеф на обвинителство за организиран криминал, се разбира дека мора да бидете врсен позначи на политиката, бидејќи тие две работи кога организиран криминал во прашање, предпоставам дека се практично сиемски близнаци. Како сега да се снајдеме ние како јавност во тоа кој до каде треба да оди во разрешувањето на целата? Може ли обвинителството само да го истера ова до крај? Обвинителството не може само, мора со помош на полицијата. Добро, таа работи за вас. Предпоставам дека во делот на тоа што вие ќе ги дадете наредбите, таа треба да го изврши. Така. Но мислам на политиката. Може ли ова без политичко вмешување да се разреши? Јас искрено се надевам дека нема да има политичко вмешување. Апсолутно не оправдувам мешање на политика во работа на обвинителството или на судот. Еднаш за секогаш треба да ставиме точка на политичко влијание во правосудниот систем. И затоа нити очекував да ми се јави премиерот Заев, нити поочекував да ми се јави министерот Спасовски, затоа што ние комуницираме со службите.
надлежни. Јас искрено се надевам дека до крајот на мојот мандат и крајот на мандатот на господинот Јовески, дека ќе успееме политиката да ја тргнеме надвор од обвинителството. Бидејќи сме во 9:39, знам дека имам уште една минута на располагање. Имате ли какви било индиции дека до овој момент, дека доколку се работи за бегство на Мијалков, сега веќе мораме да употребуваме овој вид на воздржаности, за наводното бегство на Мијалков, се вмешани политичари од актуелната влада во Република Северна Македонија? Јас немам докази, а како обвинител не смеам да си дозволам да изнесувам шпекулации или индиции, а докази немам. Што ви е денеска на дневен ред, госпожо Русковска, последно прашање во врска со ова бегство? Имате нешто формално што ќе се превземе како обвинителство вие или вие ги гледате на страните на порталите и на читање, на гледање вести на вечер? Што правите денеска по овој прашање? Па немам нешто обврски по ова прашање, барем јас немам. Имам сознание, тоа ми се од синоќа, дека веќе се дадени дел од телефоните и персоналните компјутери во одделот за форензика во полиција, така да... Знаеме тоа како одиќе, трае кој знае колку месеци додека добиеме анализа. Па не. Мислите тоа побрзо? Да. На крај да ве прашам само... Ќе оди многу побрзо. Да ве прашам, за Монструм денеска се очекува пресуда, се очекуваат и протести, вие како реагирате, како гледате на тоа? Па, предмет кој секој друг предмет. Сметам дека се направи голема грешка што истиот се укина. Што истиот се укина? Да. Што се пресудуваше повторно целиот процес? Затоа што и колку што разговарав со колешката Фетај, што го води сега предметот, ниеден нов доказ не е изнесен од она што било на претходното судење. Така да сметам дека беше голема грешка укинувањето на истиот. Госпожа Вилма Русковска, шефица на обвинителството за организиран криминал. За гонење организиран криминал. Се извинувам на оваа. Така, ние новинарите прави понекогаш и тој тип на лапсуси. Ви благодарам за ова гостување и ви кажувам дека веројатно ќе бидете подисиот фокус на јавноста, како и сите други кои што се претпоставувам во оваа, да кажем, компликација која сега настанува, така што сакам да ви најавам дека можеби пак ќе ви се јавиме за некакви прашања и разговори. Благодарам на поканата. Уште еднаш поздрав до вашите гледачи. Во секој случај ви стојам на располагање, кога и да се јавите.